Министерот за одбрана Владо Мисајловски денеска ја посети касарната Јане Сандански во Штип, каде што беше промовирана целосната реконструкција на објектот 35, инвестиција вредна 33,7 милиони денари. Тој истакна дека владата продолжува со интензивни вложувања во модернизацијата на армиската инфраструктура, при што само во касарната во Штип ќе бидат инвестирани повеќе од 100 милиони денари. Имам уште една можност да испромовираме нов проект. Гледате дека последните недели постојано промовираме нови проекти, на секаде е раздвижено во касарните, во низа нови проекти. Тука во касарната во Штип може да видите еден преубав реконструиран објект. Се работи за целосна обнова, целосна реконструкција на објектот 35 тука во касарната во Штип, инвестиција од 33,7 милиони денари. Ова значи дека целосно ги променуваме состојбите во сите касарни. Ова ќе биде постојано низ годините, оваа слика постојано ќе ја гледате. Ако пред 6 месеци имавте можност сите да видите дека овој објект до мене целосно беше реконструиран, сега сме сведоци на уште еден објект. Значи над 1000 квадрати реконструирани, каде што навистина ќе со многу убави услови ќе може да се одвива функционалноста на касарната. Мисајловски најави нови проекти, меѓу кои реконструкција на покривот на војничкиот ресторан и адаптација на нови хангари. Според него, во ова и наредната година ќе бидат вложени повеќе од 12 милиони евра во капитални инфраструктурни проекти за македонската армија. Во овој момент преку 100 милиони денари ќе потрошиме само во касарната во Штип, односно тоа се пари на граѓаните во проекти само за модернизација во касарните, односно директно за македонската војска. Веќе е потпишан договор и за промена на покривот во војничкиот ресторан, исто така работиме на промена на и адаптација на нови хангари, исто така за различни фази тука да ги промениме. Но она што може да го видите позади мене е целосна реконструкција на објект каде што сите фази се запазени. Гледате нова фасада, целосна нова електрика, сите фази се опфатени, нови тоалети и така натака. Таа слика мора постојано да се случува. Јас ветувам овие години, овие веќе 2 години дека ќе бидат секој ден подобри во армијата и тоа навистина се случува. Продолжуваме понатака, за брзо време ќе бидеме во други касарни да видите она што се случува, но драго ми е што повеќе од 12 милиони евра ќе вложиме во оваа и наредната година само за капитални проекти во инфраструктурата. Мисајловски најави дека во наредниот период ќе бидат промовирани уште многу нови проекти, нагласувајќи дека паралелно со модернизацијата на армијата се инвестира и во капиталната инфраструктура.